Почитувани колеги, мојата дискусија ќе продолжам онаму каде што колешката Маја застана, дека ова е проблем кој треба да го решаваме надпартиски и со коректна дебата. Меѓутоа, колешке, од многу коректност заборавивме и вие, и ние, на кои основи и како денешната власт покрај другите тези дојде на власт. Темата за решавање преку ноќ на аерозагадувањето со континуирана поддршка и поттикнување на сите протести во делот на сменување на претходната власт беше баш на тема на аерозагадувањето. И ќе биде коректна мојата дискусија, меѓутоа дозволете ми претходно да ве подсетам и вас, и граѓаните, зошто сега ние како опозиција бараме и ги бараме овие и екоавтобуси и сите други парични средства, односно повеќе во буџетот, затоа што врз основа на тоа ви се темелеше целокупната ваша кампања. И на градоначалниците, за кои јас ги имам, и се она што се темелеше во делот на креирање на една клима покрај другите делови за Скопје 2014, ова беше клучно. Меѓутоа, знаете, некој кажа тука од моите колеги, се е карма во животот. Како ќе правиш, така ќе се врати. Ние секогаш треба да бидеме свесни за коректна дебата. Јас за тоа многу внимавам. Затоа што дали моето животно искуство тоа ми го наметнало, доколку не можете да исполните нешто, не се нафаќајте. Во овај дел, многу храбро, многу дилетантски да не речам, се зафатија одредени структури, меѓутоа со изјави и политичари, кои точно кажаа дека од дента кога ние ќе дојдеме на власт, значи Социјалдемократскиот сојуз, ќе го реши проблемот со аерозагадувањето. Да сега ги слушам изјавите, сношти и од Роберт Поповски и сите, ова е проблем во кој нема магично стапче. Така тоа го кажуват. И под притисокот, сега после година и пол, веќе од сите тие невладини организации и граѓански здруженија кои дел, мислам дека беа злоупотребени, меѓутоа сите свесни сега дека не треба ова прашање да го политизираат и дека е многу битно и важно, веќе го кренаа својот глас. И по тој притисок владата сега пред 2 или 3 недели ја направи програмата, издвојување на 1,5 милион евра за таа програма и веќе се крена прашањето многу високо, затоа што е прашање, веќе е болка, нашите деца, нашите внуци дишат таков воздух. И сега треба и се бара подсилно да се реши тоа прашање. И затоа ќе биде нашиот притисок поголем, како опозиција, и затоа ќе биде на граѓанските здруженија, и затоа се толку гласни. Не може толку парични средства да се издвојат во буџетот, а само за еден анекс договор за еден пат да има 200 милиони евра. Кога се говореше за аерозагадувањето, во информацијата на мојот колега, сега директор на РЕК, се говореше само не за аерозагадувањето. Говореше дека го изгубивме здравјето, дишиме воздухот кој сите ќе се затруеме, дека ништо ние не знаеме, само знаеме тендери да правиме. Па во РЕК се прават сега тендери во 4 очи. Тој ги прави. Тој истиот. Не сакам воопшто да давам некоја друга димензија на мојата дискусија, меѓутоа мора сите да бидеме реални, сите да се соочиме со тоа што го презедовте како обврска и го дадовте на граѓаните како опозиција тогашна, сегашна власт, за да побарате сите ние да бидеме сега конструктивни, а и сакаме и мораме за ова прашање да бидеме конструктивни. Значи, ние го почнавме во Битола еден процес на топлификација, одличен проект,
повеќе од половина изработен, вложени парични средства. Јас го прашав на пратеничко прашање премиерот Заев и тој ми одговори дека овој проект е добар и нема да го стопират и ќе продолжи. Од тогаш до денес не е мрднато ништо. Барем тоа се моите информации. Доколку грешам, ќе се извинам или ќе кажам на говорница сепак дека има некаква напредна фаза. Меѓутоа, градоначалниците до еден во своите општини дава своји информации дека ќе направат екопатроли. Нема ни еден, повеќе од ни еден инспектор за животна средина во општината. Сите други ги направивте зголемувања по бројка во општините, ама вакви инспектори нема. Слушам информации дека едни од информациите беа дека, посебно како носител на листа, еве го читам тука Манчевски, тогаш кажува дека проблемот на аерозагадувањето само е власта ВМРО-ДПМН да падне. Значи, тој е најголемиот проблем во нивните цитати. Затоа велам, секој што ќе проговори овде, има тежина. Тој збор после тоа може некој да го каже на говорница. И падна ВМРО-ДПМН на ваков или таков начин. И сега што направи оваа влада за овој период? Освен она што го читам, дека мерната станица во Битола не работи, таа што е во делот на центарот на Битола, од септември месец и вика градоначалничката. Одржувањето на мерната станица е во надлежност на Министерството, издаде барање до инспекторот за животна средина да испрати допис до Министерството, вие само си се допишувате. Ние правиме анализа на таа анализа, допис му даваме на ова, задолжуваме човек што ќе направи допис. Тоа не е методот на работа со кој треба да се справиме во овој важен и тежок период. Затоа е нашето барање. Затоа е поголемата одговорност ваша. Затоа што вие ги дадовте тие ветувања на граѓаните. Ние не успеавме, еве 10 екоавтобуси да набавиме. На ниво на држава 300 автобуси набавивме. Меѓутоа, еве биле стари, не биле добри. Во Битола знаете какви 3 автобуси набави градоначалничката? Страм вие, треба слика да ви донесам. Вие така тогаш како опозиција правевте, слики покажувавте. Мислам дека на Плетвар со камиони ги имат качано, не можат Плетвар тие автобуси да го поминат до Битола. Страшно нешто, деградивачки и срамотно за Битола. Доколку е возможно да се одделат парични средства, барем за најзагадените градови. Ние имаме амандмани за мерната станица, ние имаме и за автобуси, и за вакви прочистувачи. Значи имаме амандмани со кои може да му се помогне барем на екстремно загадените општини. 524 микрограмови на метар кубен беше последното мерење на загадување во Битола. Ако не се лажам, последното мерење. Кога излегуваја колегите од опозицијата пред нас, како ние да го правиме загадувањето, ни викаја, вие го отрувте населението. 4-ти град во светот е Битола загаден. Значи, оставете ме да ја направам оваа дискусија, нема повеќе да ја правам. Меѓутоа да кажам дека она што треба како разумно да се бара од нас како политичари е едно кога сте во опозиција, друго кога сте на власт. На власт сите ретерираат, мирни се, пари нема, тоа што го рекле како опозиција го заборавиле, ама останало се напишано. Овде имам милион цитати. Немам потреба да го губам времето со нив, туку ќе настојувам понатаму. Навистина да барам, да придонесам, да помогнам како пратеник начини како во сите градови, не само во мојот град, може да помогне. Јас не знам дали општината ќе може, мислам кредитот е едно од најдобрите, еве,
ги знам јас солуците, меѓутоа добив информација дека началничката има страф решенија да потпиши. Барем охрабрете ја, затоа што на таков начин има можност да се набават, плюс од парите, еве, ако успеете и ако дадете парични средства, јас ке ме мола, може да ја ревидираме, ако е голема сумата. Може и на помала сума да биде. Еден од најзагадените градови е во Македонија. За таму можеме да направиме повеќе. Можеме да направиме во делот на поставување и на филтри, затоа што кога се кажа дека рек е главниот загадувач, знаеме дека индустријските постројки се, ние кажувавме дека направено за рек, направени се ремонти, во која вредност се тие, дека ружата на ветрови не е таква што целосно оди во Битола. Меѓутоа кажав, друга беше нивната на моите колеги од Социјалдемократскиот сојуз тогаш намерата и на каков начин без нудење на решение. Меѓутоа, овие издвоени 0,7 денари од киловат што се за могила и новаци, посебно кои одат на посебна сметка за заштита на животната средина. Ние, тој фонд што се планирал и го кажува Социјалдемократскиот сојуз дека ќе го направи одма штом дојде на власт, добро е да видиме да профункционира, за да знаеме дека тие сите средства одат само за заштита на животна средина. Или филтри во домаќинствата, во оџаците, или делот што се продолжува како проект за субвенција на палети, кој го почнавме ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа има милион мерки кои можат и многу брзо, доколку сакаме и да издвоиме парични средства, место за други работи, гледаме стоки, услуги, набавка има и на возила. Не сакам од типот да кажам дека колку пасати се набавени и слично, може во тој дел сега да се намалат паричните средства и ова е ударното. Тука да се пренасочат повеќе пари. Тоа ќе биде во ваши интереси политички, меѓутоа најважно во интерес на здравјето на сите граѓани и на децата наши, и тоа ќе знаеме дека ќе е ваш проект. Вие го направивте, Социјалдемократскиот сојуз го вети и го исполни. Меѓутоа изгледа треба да ве потсетуваме да кажеме што вие ветувавте.